Добар ден, почитувани, ова е уште една нова Телма амбуланта. Сите ние имаме бемки на телото, некој повеќе, некој помалку. И често меѓусебно разговараме на оваа тема. Но при тоа, дали располагаме со точни и проверени информации? Во последните 20 години стручните лица добија научи сознанија кои дефинитивно ги променија ставовите поврзани со бемките. Веројатно сите имате слушнато дека бемките не треба да се чепкаат, дека е опасно да се отстрануваат, но дали е тоа вистина или еден од многуте митови поврзани со бемките? Во денешната емисија ќе разјасниме низа дилеми поврзани со оваа тема со доктор Верче Тодоровска, дерматолог во Дерма Нова. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа ќе добиете многу информации на оваа интересна тема. Денеска ќе разјасниме низа дилеми поврзани со отстранувањето на бемките со доктор Верче Тодоровска, дерматолог во Дерма Нова. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Што се тоа бемки и во кој период од животот обично се јавуваат? Дали се тоа туморчиња? Па тоа се еден вид продукти на кожата, значи ние ги нарекуваме бенигни тумори, бидејќи имаат одредена структура, меѓутоа се дел од нормалната кожа. Значи, сосема доброчудни промени, кои што во најголемиот број се јавуваат во периодот на детството и адолесценцијата. Има многу мал процент на бемки кои се јавуваат со самото раѓање или во првите 2 години од животот, тие ги нарекуваме конгенитални невуси. Невус е латинскиот назив за бемка. Меѓутоа, гроото од бемки се јавуваат во детството и во адолесценцијата, кога е најактивниот период од животот, бидејќи дури 40% од бројот на бемките кои би се јавиле е под влијание на изложеноста на сонце, а 60% е одговорно за појавата на бемките се генетските фактори. Односно, како нашите родители дали имаат многу бемки, малку бемки, значи само тие два фактора влијаат на бројот на бемки кои би се појавили во текот на животот. И обично тоа се случува негде максимум, значи ова е грото на бемки, меѓутоа може да се појават и нешто подоцна, но не подоцна од 4-та, веќе 5-та деценија немаме нови бемки. Значи тогаш она што ќе се појави како ново и пациентите го доживуваат како бенка, бидејќи секоја пигментирана промена така ја ословуваат, всушност може да биде нешто друго. Бениген израсток од типот на кератози, папиломи и слични промени на кожата кои одат со годините, меѓутоа може да биде и малигна промена и затоа советуваме било која нова промена, особено после 5-та деценија, да се провери со дермоскоп, односно да се анализира, да се види, бидејќи најчесто тоа не е бенка како што луѓето нели ја доживуваат. Како што се убедени. Просечно колку бемки имаме на телото? Најпросечно се 10 до 20-тина. Постојат статистики кои велат дека 98% од луѓето имаат бемки, а само 2% немаат воопшто бемки. Меѓутоа има извесен раст и пад со годините. Значи, најмногу бемки се создаваат, како што рековме, детството, младоста, адолесценцијата, а потоа голем дел од бемките инволуираат. Значи, постепено ја губат својата боја, се губат генерално и остануваат оние мали испакнати дермални невуси, ги викаме ние, и тие фактички веќе ја губат и бојата и најчесто кај возрастната популација, значи после 6-7 деценија, она што го гледаме на кожата се или од тие испакнатите бенки кои ја изгубиле бојата, или пак се броични кератози кои имаат боја и најчесто се во голем број присутни. Тоа се бенигни израстоци, а не бенки. Меѓутоа тоа може само дерматологот да го процени со помош на дермоскоп. А дали е нормално во текот на животот бемките да ја менуваат својата боја, освен што споменавте дека може да изгледат, да исчезнат, да станат потемни? Дали е тоа нормално? Генерално постои мала промена во однос на интензитетот на пигментот после интензивно УВ зрачење, односно во текот на, да речеме, во текот на летните месеци. Исто така, после изложување на лазерски интервенции од типот на епилација и слично, многу често знае да доведе до една реакција на бемките доколку не се заштитени. Тоа треба секогаш да се прави.
Во однос на промените на големината и бојата се очекува нормално само кај децата, односно кај оние конгенитални невоси кои што растат со нив и негде растат до 80-та година. Тука може да има и промена во бојата и во големината, меѓутоа таа промена е невидлива. Значи тоа е постепена да не ни паѓа во очи. Било каква друга промена треба да биде еден вид аларм и знак дека треба да се провери. Многу често се јавуваат и бели кругови околу бенките, кои што се најчесто резултат на еден автоимун феномен. Самиот организам некогаш ги уништува бенките и најчесто се случува кај луѓе кои што имаат витилиго во семејството или некој друго автоимуно Може тогаш бемката да падне, да се излепи? Таа се губи тогаш. Тога само се губи. Побелува и ја снемува. Кај децата е почеста појава и гледаме така, нели, поблагонаклонно, не мора да значи дека станува збор за нешто лошо, најчесто. Меѓутоа, кај повозрасните, ако се појави такво бело хало, дури и самата некоја бенка која била многу темна, шарена, почнува да побелува, тоа е најчесто знак на регресија и меланом. Така да затоа е многу важно било каква промена на бенката, нели, да се провери со дермоскоп. Докторке, ние издвоивме неколку дилеми поврзани со бемките, кои што се многу чести меѓу народот и ќе ги разгледаме поединечно. Еве што денес ќе разјасниме во Телма амбуланта. Вистина или заблуда? Нема многу бемки на телото, ниту светол тен, тоа значи мали се шансите за рак на кожата. Потоа, бемките барат посебна заштита од сонце, дебел слој на крем за сончење или покривање со фластер. Опасно е да се чепкаат бемките, особено опасно нивното отстранување затоа што може да се разбудат. Ако се отстранат сите бемки, ќе се елиминира ризикот од карцином на кожата. Има мала промена на бемката, не ме боли, значи не е ништо страшно. Немојте самите да ја лекувате бемката доколку забележите некаква промена. Меланом се развива секогаш на бемка, биопсијата на сомнителната бемка е опасна поради можното ширење на малигните клетки. Значи имаме на вистина многу дилеми за разјаснување. Ќе започнам со првата. Нема многу бемки на телото, ниту светол тен, мали се шансите за рак на кожата. Дали големиот број на бемки значи зголемен ризик од карцином на кожа? Точно, големиот број на бемки значи зголемен ризик, меѓутоа луѓето кои што имаат повеќе од 100 бенки, да речеме, најчесто повеќе внимаваат на своето однесување под сонцето и почесто доаѓаат на прегледи. Дури и кај нив и да се развие меланом или друг карцином на кожа, обично го наоѓаме во раните фази со многу добри, нели, резултати од лекувањето кои што се веќе рамни на излекување, односно 99%. За жал, дури во 60% од случаите, меланомите се јавуваат без некој посебен ризик фактор. Многу често имаме пациенти кај кои што само една промена гледате, една пигментирана промена на грбот, да речеме, кај мажите е таа честа предилекција, а кај жените нозете. И тоа се најчесто единични, потемно пигментирани, меѓутоа имаме и розеникави, црвеникави промени, како јазолчиња, кои што се уште поагресивни форми на меланом. Значи, која е препораката? Меланом или рак на кожа може да се развие буквално кај секого, бидејќи не само сонцето и типот на кожа, туку и генетиката има свое влијание во тоа дали ќе дојде до појава на ова малигно заболување. Значи, сите треба подеднакво да се штитиме и сите треба еднаш во годината барем да си направиме превентивен преглед, како што е тоа, нели, веќе усталена навика за, да речеме, за папот, за дојката и за останатите почести карциноми кои што веќе влегуваат во на национална кампања за скрининзи и за превенција, односно рано откривање на најчестите форми на рак. Меѓутоа, според последните статистики, меланомот е на високо 4-то место. Така да според мене би требало веќе да биде инкорпориран, можеби некако комплетен дермоскопски дерматолошки преглед, меѓутоа како статус на кожа при систематските прегледи, бидејќи кај меланомот се јавува најчесто кај млада здрава популација или популација помеѓу 3-та и 6-та деценија. Тоа е најголемиот грото на случај. А тие луѓе одат на лекар само да систематски, ретко имаат други здравствени проблеми.
Значи сите треба да бидеме внимателни, не само оние што имаат светла кожа, светли очи, повеќе од 100 или односно 50 бемки, зависи. Значи во последно време, да, имав и неколку случаи кај пациенти со ние викаме Fitzpatrick тип кожа 4, значи оние се баш тамно пути. И така да буквално никој не е амнестиран од меланомот. Меланоцитите се оние клетки кои ја дават бојата на кожата и тие се присутни насекаде. И меланомот може да го видиме почнувајќи од стопалата, меѓу прстите, во скриените делови, значи не само таму кои што се изложени на сонце, не само на тие делови. Во косата, значи на скалпот, позади ушите, очите постои увеален меланом. На слузниците, на горното непце сме гледале меланом. Значи буквално секаде кај што има меланоцити, тоа се клетките кои малигно кога се размножуваат прават меланом. Така да внимавајте, значи тие само прегледи што ги препорачуваме вклучуваат и вакви скриени делови. Докторке, да ни ја разјасните следната дилема, вели бемките барат посебна заштита од сонце, дебел слој на крем за сончање или покривање со фластер. Ова често можеме да го видиме како луѓе нанесуваат крем за сончање само на бемките, некои да ги штитат и подраматично со фластер. Нема потреба, затоа што од една страна, фактички УВ зрачењето, радијацијата од сонцето што ја прима целата кожа. Кожата е еден орган кој што буквално го покрива секој дел од нашето тело. Така да таа акумулација на УВ зрачење на некој начин се собира на едно место и во еден момент кога ќе претераме, кога имаме продолжено ексцесивно изложување, особено без соодветна заштита, доаѓа до наталажување на тие мутации на ДНК во клетката и малигна алтерација, односно појава на нешто несакано, малигно. Затоа целата кожа заслужува заштита, не само бемките. Значи, бемките се дел од нормалната кожа, како што ја третирате останатата кожа, така и бемките, сосема нормално и подеднакво. Следува она што ми се чини најчесто слушано меѓу луѓето. Опасно да се чепкаат бемките, никако нема да ги чепкаш или никако немој да ја отстраниш. Сите имаме слушнато некоја приказна за некој што си ја повредил бемката, потоа отишол на лекар, му отстраниле и се развил карцином. И сега што велат најновите истражувања? Овој мит настанал во постари времења. Ова буквално се пренесува од колено на колено. Значи, во времето пред 20 години, кога немало дермоскоп, кога меланомите се откривале во веќе една развиена напредната фаза, кога меланомот многу лесно се раскрварува. Тоа не е бенка која била повредена, туку меланом кој што се раскрварил дошол во фаза кога е веќе над ниво на кожа и поради тоа што има многу крвни садови во него, тоа е малигно ткиво, тоа неконтролирано се размножува и едноставно ги зафаќа ги напаѓа здравите ткива, да речем. И пациентите, бидејќи секоја пигментна промена во боја што ја доживуваат како бенка, вели ја поткачи бемката, се раскрвари, отиде ја извади и лошо заврши. Тоа не било бенка, тоа е меланом, откриен во подоцнешна фаза, кога веќе можноста од метастазија е многу висока. И затоа, на крај лошо завршувале тие пациенти. Меѓутоа, денес, со помош на дермоскопот, ние може да го откриеме меланомот во фаза кога личи како обична бемка, без многу шаренило, без да е подигнат, без да е јазолче, без да крвари. Значи, не треба бенката да чеша, да крвари, да се менува, да е клинички, ние велиме со голо око вие да ја препознаете, бидејќи тоа е веќе пак некој напредна стадиум, а за раното откривање дермоскопот е тука. Тој ни овозможува да ги забележиме тие минимални промени кои што, значи, само со тој преглед стануваат видливи во окото на прегледувачот, на дермоскопистот, да постави сомнеш дека тука нешто се случува, да го извадиме со време и тогаш најчесто меланомот е фатен во нулта инситу стадиум или во првиот стадиум и вториот, тие се најпосокуваните. Вториот веќе понатаму или подоснежните стадиуми веќе се малку со полоша прогноза, бидејќи настапува расејувањето. Доктор, ќе се случува ли некогаш пациент да одбие да ја отстрани сомнителната бемка од страв да не му се случи нешто? Имате се уште такви искуства? Да, многу е често. Првичното прашање кога ќе советуваме да се отстрани некоја бемка, првата реакција е: а дали мора тоа да го направам?
од тој страв да ако ја отстранам ќе добијам рак на кожа. Тоа е сосема безпредметно. Не можете да добиете рак на кожа ако нешто отстраните. Значи, поготово за бемките кога збориме, односно карциномот на кожа. Тој се отстранува секогаш во здраво, се оди околу бемката и патохистолошки се прегледува да се потврди за што станува збор. Значи, ние некогаш бараме отстранување на сомнителни промени. Некогаш не сме 100% сигурни дека е тоа меланом, меѓутоа наликува или има некои елементи кои што можеби да бидат малигни и тогаш бараме и превентивна ексцизија. И тоа е најдобро е да го отстраните во тие фази кога не е толку јасна сликата дека тука имаме меланом и мораме да го вадиме, а бидејќи понатаму, нели, колку е по клинички или на голо око видлив, тоа веќе е малку по развиен стадиум. Затоа треба да се реагира на време и пациентите да не се плашат од отстранување на бенки. Бенките се како и секој друг дел, како отстрануваат папиломи, фиброми и други некои израстоци, или пак ако, не дај Боже, имате рак на некој друг внатрешен орган, или сомнеш за нешто, нема да прашате мораме ли тоа да го отстраниме да видиме дали е рак или не. Туку веднаш ќе се пристапи без размислување кон таа процедура. А докторке, што е со оние бемки кои што се на некои проблематични делови на телото, како што се пазувите, на местата каде што се јавуваат иритации од градникот или пак од панталоните и слично. Толку често бемката се иритира. Може ли да дојде до некакво воспалување и проблем? Клиничките студии, меланомот не може да се како траумата, механичка траума, односно повреда, не е фактор за развој на меланом. Значи, други се причинителите кои водат до појава на меланом. Поентата за тие бенки кои што се на малку непријатни места и ги оптеретуваат пациентите повеќе отколку што самите ќе направат штета. Значи, стравот од повредата на бенката е поголем отколку она што навистина го носи како ризик самата бенка. Значи, доколку се повреди, се раскрвари, треба да се прегледа. Тогаш треба да се прегледа. Тоа е основно, за да видиме дали станува збор за раскрварена обична бемка или пак за раскрварен меланом кој што веќе е во таа некоја подмината фаза. Така. Одиме понатаму. Ако се отстранат сите бемки, ќе се елиминира ризикот од карцином на кожа. Некои така размислуваат, ќе ги отстранам сите, зошто да ги мислам, зошто би ги следела еднаш во годината, да се ослободам од притисокот. За жал тоа не е точно, бидејќи меланомот во 70% па и повеќе се развива на чиста кожа. А само во 30% на веќе постоечка бенка. Така да со тоа гледате дека ризикот не го намалувате. Има токму една клиничка студија уште во 90-тите години, пациент кој што ги отстранил сите бенки, буквално на грбот со пресадување на кожа и се нешто, на центарот на грбот се случува нова промена и тоа е меланом. Така да тоа не е начин да се превенирате од меланом, односно да се заштитите. Начинот на заштита, на превенција е заштита од сонце, бидејќи на гените не можеме да делуваме, и редовни скрининзи, односно превентивни прегледи кои ќе ни овозможат да најдеме нешто кога се уште нема симптоми јасни. Тоа е идејата. Не да почне нешто да боли, да крвари, да чеша, да расте, па дури тогаш да се јавиме. Тоа е скринингот. Значи, следната дилема барање на болест која се уште не е развиена. Тоа е скрининг. Еве, следната дилема всушност поврзана со она што вие го говорите, има мала промена на бемката, не ме боли, значи не е ништо страшно. Болката не е поврзана со, како да кажам, со меланомот, бидејќи повеќето малигни заболувања кога ќе предизвикаат болка, веќе се далеку раширени и расеани. Тоа е лош знак. Меѓутоа, болна бемка не постои како симптом. Најчесто имаме одредени ситуации, например, кај планоцелуларниот карцином, може да се јави болка, бидејќи тоа е исто рак на кожа, меѓутоа не меланомски, каде што имаме ширење на тие карциномски клетки околу нервните завршетоци, па може да доведе до појава на болка. Инаку, останатите карциноми и базалиомот и меланомот не доведуваат до болка. Болка може да се јави во напредната фаза кога веќе имаме јазволче кое крвари. Многу често промената на бемката или пак на кожата која што се случила се игнорира
и се чека да се види што ќе се случи, дали ќе се повлече, дали ќе се смири и слично. Проблематично чекањето? Во основа, кога, како да кажам, промената на кожата која што не се повлекува или не заздравува некоја раничка повеќе од месец дена. Значи максимум чекање би било месец дена. Бидејќи се нешто на кожата може да се појави, реакција од убот од инсект, некоја осип, некоја иритација, меѓутоа што и да е поминува за 7, 10, 9, 30 дена максимум кај било која кожа, кај било која возрастна група. Се тоа што е после се уште присутно или напротив пак има континуиран раст, тоа веќе мора да се провери. Се проверува со дермоскоп. Донесовте дермоскоп, ќе ни прикажете како всушност изгледа прегледот. Прилично е едноставен. Апаратот тоа е всушност рачен микроскоп кој што има специјална оптички специјален систем и во овој микроскоп веќе имаме и 3 вида на светла. Порано имавме само поларизирачка и неполаризирачка. А сега веќе располагаме и со UV, односно со плава светлина, не знам колку ќе се види, која што дополнително ни помага во дијагностиката. Прегледот е сосема безболен, значи само се прислонува дермоскопот на кожата, доколку има крварење кај понапреднати стадиуми, може да се отстрани горниот дел и да се гледа безконтактно, дури некогаш и од далечина, зависно од промената. Сакам да кажам дека значи самиот преглед не боли, не оптеретува за релативно брзо време, сега секако се зависи нели и од тој што ја прави дермоскопијата, можете веднаш да направите дистинкција дали се работи за обичен невус, бенка, дали се работи за себроична кератоза, брадавичка или пак за нешто сосема друго. Важно ли како изгледаат рабовите на бемката или не секогаш? Значи не секогаш. ABCD правилото е измислено претежно за откривање на така наречениот површинско ширечки меланом, кој што буквално така се развива полека, ги менува границите, па потоа боите ги менува, па после некое време почнува да расте во висина. Тоа се тие споро ширечки суперфицијални меланоми кои може и со години да се развиваат. Ова правило е воведено во 90-тите и направи голема разлика во однос на едукацијата и свеста кај пациентите сами да го препознаат. Меѓутоа, за жал, ABCD правилото не ги покрива оние други поретки форми на меланоми кои се поагресивни, многу побрзо одат во длабочина и лесно навлегуваат во крвните лимфните садови, односно доведуваат до метастази. Тоа се тие нодуларни меланоми кои што се многу агресивни, бидејќи растат по 0,5 мм месечно. И тука веќе брзината на откривање е многу значајна за понатамошната прогноза за пациентот. Има и еден друг карцином на кожа кој што се вика Меркел сел карцином, кој што е исто така многу агресивен, дури 10 пати повеќе од меланомот, а многу тешко се открива, бидејќи личи на розово јазолче. И го доживуваат како циста или како нешто сосема друго, и дури кога е во напредната фаза се открива. Тоа е најтежо за откривање. Затоа апелираме, значи, било што ќе се појави ново на кожата, особено кај возрастни луѓе, да се дојде да се прегледа. Со овој едноставен преглед, дилемата се разрешува, или ве праќаме дома смирени дека се е во ред, до следната контрола секако, или пак ако има нешто сомнително, веднаш се препорачува зошто би чувале нешто што е можен потенцијален карцином, односно рак. Тоа е безпредметно, најдобро да се отстрани тоа што е сомнително. Ќе ги вклучиме гледачите во овој дел од емисијата со нивни прашања, почитувани од овој момент. Емисијата е контактна. Доктор Верче Тодоровска, дерматолог, денеска ќе даде појаснувања на сите ваши прашања поврзани со темата на која што говориме. Доктор, ќе продолжуваме понатаму, вели немојте самите да ја лекувате бемката доколку забележите никаква промена. Ова постојано го советуваат стручните лица, секако дека е факт, иако е ставено во оној телоп вистина или заблуда, но сепак има некои природни средства, би рекла, народни лекови кои што се употребуваат со години наназад за отстранување на бемка, глуварче, прополис и слично. Можеме да најдеме најразлични рецепти со кои што се отстрануваат овие бемки. Што велите за тоа?
Тоа во главном го користат пациентите за оние мали израстоци со бојана кожа, најчесто зборуваме за папиломи или пак за брадавички. Значи тоа се испакнати делови со бојана кожа. Меѓутоа, поентата тука што е, доколку вие немате претходна потврда дека на вистина се работи за таа бенигна промена, папилом, брадавичка, било што, не би требало да ставате ништо на неа, бидејќи после таквото лекување, ако случајно тука се работело за нешто што не е бенигно, настануваат многу непријатни промени, може да се дури забрза процесот на развивање, бидејќи тие средства се каустични, прават рани на кожата и можат да овозможат да дојде дури и до порано расејување доколку се работело за малигно заболување, пошто како што слушнавте и со бојана кожа имаме меланоми, и Меркел цел карциномата, розеникав, црвеникав, така да некогаш додека докторот не ви каже за што станува збор, ништо немојте да посегате нели по своја рака. Леге артис, медицина базирана на докази, таквите промени наједноставно со течен азот се отстрануваат со претходна дермоскопска потврда на точно на коректната дијагноза, нели? Ке вклучиме гледач. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата. Вака сега сакам да прашам, мене ми се појави бенка на натрешниот дел од левата нога, да речам, над коленица. Така. Што никогаш нема тука допир на сонце. Бенкава беше како, и уште е таква, како кафено, како борто, рапава е и ми се чини за една година е многу пораснато. Не ме чеша, не ме боли, ништо, а ми се чини дека брзо расти. Доктор, имате некој подпрашање? Па не. Не? Добро. Имам и полно такви, мислам, како боја на кожата по телото, ама таква бенка немам на друго место во телото. Така, на која возраст сте само? 71 година. 71 година. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Сега ќе добиете одговор од доктор Тодоровска, повелете. Значи, 71 година е напредната возраст каде што не очекуваме појава на бенка. Значи, овде имаме пигментирана промена на кожа во боја која расте. Може да се работи за себороична кератоза, меѓутоа, дури откако ќе се прегледа, ќе може да се направи дистинкција за што се работи, бидејќи пациентката има чувство дека тоа расте и се развива. Значи, фактор број 1 дека е нова промена, фактор број 2 дека расте и се развива, фактор број 3 нозете се предилекционо место за појава на карцином на кожа кај жените. Значи, ги има сите услови кои што бараат идна проверка со дермоскоп. Тогаш веднаш ќе се разграничи дали е бенигно или е малигно, или пак можеби е само сомнително. Некојаш имаме и таква ситуација во која самата промена ги нема сите развиени елементи за малигно заболување, ама не е пак ни бенигна. И во тој случај имаме и превентивна ексцизија или можности за следење доколку самата промена тоа го дозволува. Обично ако се во ниво на кожа, меѓутоа ако се над ниво и растат, пациентката рече некоја бордо и кафена боја, тогаш можно е и да се препорача отстранување, доколку со дермоскоп не сме 100% сигурни дека се работи за себороична кератоза, да речеме, која е најчестата бенигна промена на таа возраст. Значи, задолжителен дермоскопски преглед советувате во овој случај. Ке продолжиме понатаму со разрешување на дилемите во предвидени за денешната емисија. Следната веќе појаснивте, вели меланом се развива секогаш на бемка, тоа не е точно, само 20% рековте? 20 до 30. 20 до 30%, останатото е на чиста кожа. Претходно немало бемка. Добро, биопсијата на сомнителната бемка е опасна поради можното ширење на малигните клетки. Се прави ли биопсија? Или пак целосно се отстранува бемката? Што се препорачува? Така, бенките се во грото случаеви 2, 5 до 1 сантим, до 10 милиметри, да кажем. Во таа големина. Се што е над таа големина, да речеме имаме големи акрални меланоми, кои што се и по 5 и по 4 сантиметри површина, само во тие случаи е подобро
да се направи биопсија на еден дел од промената или пак лентигомалигна меланомите на лице кои што се исто така широки, големи површини се покриени, тогаш е најцелисходно да се направи прва биопсија од најсомнителните делови што дермоскопски ќе се утврди кои се, мала биопсија 2-3 мм и се гледа под микроскоп, патолозите кажуваат дали се работи за малигно заболување или пак е бенигно. Само тогаш е, како да кажам, целисходна, не постои опасност од расејување. Бидејќи вие само земате парче дел од таа кожа и потоа потврдувате или исклучувате меланом или друг тип на карцином. Следната, штом тоа ќе се направи, во рок од недела-две, ако е потврдено со биопсија дека е карцином, се отстранува целата промена во здраво. Значи, не постои можност од расејување. Не можете да мислите, на кожата буквално се гледа до каде оди промената. Може би тие можности се од натрешните органи, каде што некогаш и не е така јасно до каде има промени на слузниците на внатрешните органи, е малку потешко за одредување. Додека ова е достапно на нашиот поглед и на дермоскопот и можеме многу лесно точно да ги одредиме границите до каде е таа промена малигна, за да знаеме точно колку да ја отстраниме. Значи со дермоскопот сега може да утврдиме и можна, односно веројатна дебелина на меланомот, па дури да ја препорачаме најсоодветни ивици со кои би се одело во здраво, за да нема евентуално и повторна ексцизија. Значи дури се оди и во тој правец. Ќе вклучиме повторно гледачи, ќе им дадеме предност. Добар ден за првиот од нив. Ало. Ве слушаме во програма, сте повелете. Добар ден. Добар ден. Ми поставила прашање на докторката. Така? Јас имам 70 години. Имам две бенки. Тие бенки ми се од самото раѓање. До ден денеска ги имам. Па се прашувам, а ја прашувам и докторката, што ќе ми каже колку се тие значајни или беззначајни. Јас ги носам цел живот, а не сум имала никаков проблем со нив. На која регија се? На која регија се? На кој дел од телото ги имате? На кој дел од кожата? Недека на половината позади на грбот и близу кај рамото. Позади. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Најчесто овде се работи за тие дермални невуси, што ви кажавме, кои обстојуваат и до подоснежната возраст, може само да ја намалат пигментацијата, може да имаат и влакненца, меѓутоа тие се сосема бенигни промени, банални да речем. Евентуално единствен знак на ризик или промена би било појава на пигмент околу нив или било каква промена во пигментацијата, во формата и слично. Што е доста ретко, меѓутоа, знаете како, например, на оваа возраст, доколку забележиме бемка, која што е единечна, значи не личи на ниту една друга, а обично се ретки, еве две бемки, вели пациентката, меѓутоа е потемна од останатите бемки, што ги има, што се светли, што ја изгубиле бојата заради годините. А ова ја задржила бојата, дури станува потемна. Таа е сомнителна и некогаш, значи, подобро и да ја извадиме, доколку тоа е грдото пајче, знакот на грдото пајче. Имате нешто што не личи на ништо друго. Едноставно ви паѓа во очи. Тоа мора да се прегледа и да се види. Што скоро имавме ситуација во која пациентката на оваа возраст нешто, една бемка малку поголема и малку потемна од сите останати, да речем имаше уште 4-5 на грбот. Ја отстранивме со подсомнеш за меланом, значи се уште е рамна, без никакви други знаци, само потемна боја кафена. И тоа беше меланом во најтенката фаза 0,3 мм. И тоа е поентата. Навремено. Да отстраниме кога не ни личи на меланом со голо око, туку со дермоскоп. Така. И со тоа добиваме рано откривање. Само тогаш е 99%. Се понатаму оди надолу. Поготово третиот и четвртиот стадиум, ако се појават метастази во лимфните јади и други органи, тогаш е веќе 40, 20 и подолу. Ајде да ги слушаме прашањата, докторки, на другите гледачи. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта, да го слушнеме прашањето. Јас мислам дека телевизорот на гледачот му е пуштен со тон.
и дека ќе треба да го намали доколку сака да комуницираме нормално. Добив знак дека имаме уште еден гледач. Ако не може овој да се вклучи, да пробаме со следниот. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во програмата. Повелете. Сака да праша за синот. Има 40 години. Така. Ама многу му се појави на 37 години, многу ни стелот бемки, све кафејави. Кафенице. И кобрадавички се, ни цело тело. И почнуваат тега кај вратов и на лицео понекаде му излегуваат. Ама не можам никако да го убеда да дојде на лекар. Од 37 години почна да му излегуваат тие. И дали се страшни, опасни, мене ми е многу, јас сум мајка и не сака да иде никако. Ама многу има низ тело, само од кај половинава нагоре, кај вратов и кај лицео почнуваат. Ама темно кафејавите, не се розеви. Се кафејави, сите. Така. Некој подпрашање да нема ме интересира дали тоа е опасно нешто или да го убедиме да дојде некако до крај. Потемна боја, потемен тен, вашиот син има потемен тен на кожата? Како телото. А дали вашиот син има потемен тен на кожата? Каков му е тенот? Не, он е плав, баш он е свет. Затоа е сте загрижена, така, ве разбирам. Така. Во ред, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Што велите за една ваква состојба? Ова е релативно млада особа. Најчесто ваков тип на темни брадавичести промени гледаме после 30-та година точно, меѓутоа не во толкав обем. Доколку дојде до нагла појава на многу вакви промени, постои еден така наречен лесе-треле знак кој што укажува на некоја промена во внатрешните органи што треба да се испита. Меѓутоа не е исклучено да се ова само себороични кератози, бидејќи некои кожи, помасни кожи или генетски оптеретени знаат да создаваат многу повеќе себороични кератози отколку останатите. Меѓутоа тоа дермоскопот ќе разреши за што станува збор, бидејќи кај посветлите лица очекуваме и посветли кератози. Така да затоа велам тоа треба да се испита. Секој тип на кожа си носи одреден тип на бенки или кератози или други промени кои очекуваме кај нив да ги видиме. И секогаш кога има дискрепанца помеѓу очекуваното, вообичаеното, нормалното и она што го гледаме, веќе малку го ставаме, нели, малку сомничави стануваме и гледаме, темелно правиме преглед и ако треба дури се прави и отстранување на една од тие промени, да речеме ако не сме сигурни дека е кератоза, да се потврди во локална анестезија дали е навистина тоа кератоза или нешто друго и потоа сме мирни. Секоја промена на кожата ќе ја проверите? Сите? Ако се работи за исти или слични промени, дермоскопот ќе каже, сакам да кажам, ако не сме доволно сигурни дека е себороична кератоза. Во тој случај, најчесто се тие. Или чери ангиомите, исто така, кај посветла кожа се јавуваат, тоа се васкуларни промени. Тие се попурпурни. Како темно црвени на кај пурпурна боја, може и за тоа да станува збор, ама дур не се види, не може да се не се прегледа, не може да се констатира точно за што се работи. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Се надевам дека овој пат гледачот успешно ќе се вклучи во програма. Ало, добар ден. Ве слушаме одлично во програма, повелете. Вака, имам дете од 3,5 години, женско дете. Така. Родена е со бенка над коленото. Голема отприлика 1 сантиметар. Кога се роди беше мазна на допир. Како што растеше, почна малце да се испакнува и да има влакненца на бенката. Во еден период пред пола година од прилика, велеше ме чеша, ја чешаш и ја разрану. Ја однесовме на дерматолог, кажано ние сега ќе ви ја кажам и како невоз дека се вика. Така. И сега има, значи чупето му расте бенката цело време, ми рекоја, ни препорачаја да ја отстраниме. Што мисли има докторката, дали да се отстранува? Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Овде се работи за тие така наречени конгенитални невуси, кои се јавуваат со самото раѓање или во првите 2 години од раѓањето. Тие имаат известна динамика на развој. Дури имаме одредени шеми според кои може да направиме проценка, односно да предвидиме колкава ќе стане бемката на возраст од 18 години. Бидејќи тие растат многу постепено како што расте и детето. Ако е сега на 2,5 години сантим и повеќе, тоа значи дека има можности ова да стигне и до поголеми размери до 18 година.
некогаш, поготово кога е ако е козметски неоптеретена регија, значи не е на лице или на некоја друга регија која што повеќе оптеретува, постојат ставови да конгениталните невуси ги отстраниме превентивно, меѓутоа околу 8-9 година, кога детето соработува и може да се користи локална анестезија за да се отстрани таа промена превентивно. Тоа е единствената превентивна ексцизија која постои во дерматологијата, бидејќи клиничките студии кажуваат дека кај овие невуси, овие бемки, невус бенка, меланоцитите се во подлабоките слоеви и постои можност од 1 до 10% зависно од самата бемка и од другите промени што ги има детето за развој на меланом понатаму во животот. Значи, тоа е единствената ситуација во која може да препорачаме превентивно отстранување. Постојат различни школи, меѓутоа, според мене, ако е на неоптеретено козметски или добро, како да кажам, приступачно, како што е еве под коленицата, колку што разбрав, ќе биде тоа на некој начин и превентивна ексцизија, да не се оптеретуваат понатаму со следење, бидејќи може лесно да се разранува, затоа што тие се рапави и имаат влакненца. И обично кај нив, доколку се развие нешто, се развива во подлабоките слоеви, само се опипува доколку се појави нешто. Не на самата бемка да се шарене и слично, меѓутоа внатре, бидејќи е подлабоко се меланоцитите. Така да се слагам со колегата кој што препорачал отстранување, меѓутоа малце да порасне детенцето, бидејќи сега е многу мало, освен ако не има сомнителни промени дермоскопски, што не верувам. Кај деца меланом ви е 0,1% шанса. Значи тоа е екстремно ретко. Така да затоа велам, доколку нема сомнителни промени со дермоскоп, бемката си е таква каква што е, можно е превентивно да се отстрани, до тогаш да се следи, за да се избегне тотална анестезија. Значи немаме ургенција за вадење, тоа сакам да кажам. А од што зависи на каков начин ќе биде отстраната бенката? Може ли со лазер? Не. Не? Не. Секогаш се отстрана, поготоа конгениталните невуси, има дермална компонента, значи во длабокиот слој. Горе имаме епидермис, долу имаме дермис, тоа е длабокиот слој. И тие меланоцити со лазер не може да ги извадите, значи ги вадите само овие на површината. Лазерите се резервирани најчесто за оние испакнати, кои што може само да се изремнат. Меѓутоа и тоа не е тотално отстранување, бидејќи овој другиот дел отстанува. Затоа јас секогаш препорачувам комплетно отстранување на бенките. Не дека нешто страшно ќе се случи, меѓутоа, ако ставите така бемка, само горниот дел сте го тргнале, после известно време таа ќе си подрасне пак и веќе нема да личи како нормална бемка, дермоскопски ќе биде малку чудна, затоа што била третирана. И тие се ситуации во кои што нема да можеме да бидеме сигурни дали е чудна е бемка зашто е третирана или чудна е сама по себе или се развива меланом. И тогаш пак на крај ќе завршиме со хируршко отстранување. А што доколку се наоѓа на лицето и некој сака од естетски побуди да ја отстрани, може со лазер? Пак ќе кажам, хируршки е подобро. Дермалните невуси, тие што се испакнати, сега треба да се види дали е невус или е фибромче. Значи има и такви некои бенигни израстоци. Затоа што со лазер се отстранува горниот дел. Тоа е моментот. Значи ако вие прифатите понатаму пак да ја третирате, тоа е друго. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Уште една емисија која што е исполнета со навистина корисни совети и препораки за нашите гледачи. Секогаш ми е задоволство да ја подигнеме свеста кај публиката, кај луѓето, бидејќи, како што гледате, овие митови постојано се потхрануваат и обстојуваат. И само со ваков начин ќе можеме да ги разбиеме и едноставно со навремено доаѓање на преглед, да меланомите се откриваат во што порана фаза и да имаме што посреќни и здрави луѓе, излекувани. Така. Ви благодарам уште едно за гостувањето. На гледачите ќе им заблагодарам што не следеа и денеска со внимание. Гостинка во студиото ни беше доктор Верче Тодоровска, дерматолог во Дерманова. Имајте пријатен ден.